Русија и во Бугарија било каде да луѓето сметат дека значи таму сите се борат. Концентрација, да. Има концентрација, да речеме во Русија дека стан 4 милиона се и тие таму, од таму излегуваат најголемите борачи во светот. Така да речи го Штип, Радовиш или Скопје тука некаде се движат, не може сите да го прават, да го работат тој спорт, меѓутоа нели, и се нашло така да се погоди традиција и не знам што, ентузијасти од времето и да остане така и да бидат едни од подобрите во тој спорт. Така е. Киров да напоменеме дека пред 2 години во оваа иста категорија во Штип на отворањето на спортската сала Јордан Мјалков, тогаш правевме директен пренос кога македонска телевизија, да Киров беше победник. Сега има шанса, минатата година да напоменеме дека Љузин Вранези, еден од најуспешните македонски борачи со 8 победи, со 8 триумфи на надпреварите на македонскиот бисер, беше победник минатата година во Кочани. Сега нашиот представник тука, рековме, е Зајков. Успеа да го истурка противникот. Тоа што го зборев. Значи, промените се доста правилата и малку можеби невообичаени за луѓето што не следат. Меѓутоа, добро, го направија подинамично борењето, поинтересно и можност за симулација кај борачите да се намали. Едноставно да се патат во коштици и да се борат. Нема друго ништо. Оној кој што диктира темпо и има иницијатива да има повеќе шанса да добие поени, дури во една таква позициона положба. Да, во оваа ситуација беше многу близко бугарскиот борач, меѓутоа Зајков успеа да се изврти во последен момент и тој да го истурка бугарскиот репрезентатив до 1-0. Сега интересно бидејќи останува 30 на 30 секунди. дојде до левата нога на противникот. Оно оние тоа значи обиди за вратот и обиди за врат, за глава, на раце. Меѓутоа најверојатно нема да има сила. Тоа е.
Меѓутоа во секој случај јас ценам дека добра беше борбата на Зајков, треба да биде задоволен според мене. Меѓутоа млад борач, според ова што го видовме од Штип, значи се работи за еден искусен борач од другата страна. Сега одиме со овие горостаси, најтешките, 120